Нова загриженост оваа недела во врска со етичките стандарди за највисокиот суд во државата. The problem that we confront is that the Supreme Court has chosen Проблемот со кој се соочуваме е што Врховниот суд избра да се однесува како судството да е над законот. Судијата Семјуел Алито ги одби барањата на демократите во Сенатот да се повлече од судењето на два случаи поврзани со нередите во Американскиот конгрес на 6 јануари 2021 година. Демократите се загрижени по извештајот на Нью Йорк Таймс дека знамиња поврзани со немирите биле истакнати на имотот на Алито. Алито, одговарајќи во писмо, вели дека тоа било одлука на неговата сопруга и таа има право на слобода на говор. Поминавме долг пат од деновите кога велевме дека жената не може да направи ништо ако нејзиниот сопруг не би се согласил со тоа. Таа е американски државјанин. Минатата година демократите во Сенатот извршија притисок за нови етички реформи кога излезе во јавноста дека наводно сопругата на конзервативниот судија Кларенс Томас била активна во напорите за поништување на резултатите од изборите во 2020 година. The problem of ethics and disclosure in the Supreme Court. Проблемот со етиката и нејзиното обелоденување во Врховниот суд може да се реши од едно лице, главниот судија Робертс. Робертс има овластување и можност да се вклучи и да го заврши тоа сега, наместо да дозволи овој проблем да се задржи, па дури и да се влоши со однесувањето на некои од судиите. Експерти за судска етика им кажале на законодавците дека конфликтот на интереси е проблем кај судиите независно од нивната идеологија. Идејата дека овие неопходни реформи се политички или одмаздички е подеднакво абсурдна. Ако не можеме да ги отфрлиме огромните етички проблеми на судијата Томас, исто така е точно дека поранешните судии Гинзбург, Брејер и други работеле на случаи од кои веројатно требале да се откажат. Врховниот суд често ги слуша барањата од пониските судови во САД за изземање на судиите со конфликт на интереси. За Врховниот суд нема повисок суд. Не постои суд до кој може да се поднесе отфрленото барање за изземање на странката. И судот доправа треба да воспостави каков било внатрешен механизам за да се справи со тоа. Дурбин и други демократи во Сенатот бараат кодекс на однесување за судиите на Врховниот суд повеќе од една деценија.